Продолжуваме со ова изучување на второто послание до Коринтијаните, еден текст кој говори, ги споредува двата завета, Стариот и Новиот завет и ја покажува, посочува разликата, тоест надмогите на Новиот завет. Пред 30 на години била најдена надгробната плоча или епитафот на Хадсон Тейлор, еден од пионерите на не само на мисионерството во Кина, туку и воопшто на современото мисионерско движење. Таа плоча години стоела во некој запуштена таму, во некој склад во музеј во Кина и е најдена плочата и кога христијаните во Кина разбрале дека некаде таму се наоѓа, решиле да ја побарат од музејот за да ја најдат по соодветно место. Директорот на музејот се согласил, меѓутоа им рекол дека ако ја сакат плочата, ќе треба да дадат $13,000 како лежарина, што со години стоела, ја чувале во музејот. Кога пасторите, христијаните разбрале колку пари треба да платат, напишеле писмо до директорот и му кажеле: чувај си ја понатаму, зашто она што Хадсон Тейлор со своето служење во Кина го испишал во срцето на луѓето е неспоредливо повредно од она што некој го напишал на едно парче камен таму на неговиот гроб. И така некако и Павле го сумира служењето на новозаветното служење и живот и старозаветното, тоест она што Светиот Дух го испишува со неговото мастило во срцето на луѓето и она што Божиот прст го испишал на камени плочи во Стариот завет. Тоест, гледаме, или апостол Павле, правејќи таква споредба меѓу двата завета, укажува таа супериорност на Новиот завет. Она што во срцето на луѓето го гравира Бог е многу неспоредливо пославно, повредно од она што било запишано како некаков надворешен кодекс таму на каменот, на камењата на планината Синај. Зашто она што е напишано на каменот со букви е на крајот на краишта една осуда на гревот, една осуда на несовршеноста на човекот, невозможност да го исполни Божиот стандард. А она што се испишува на срцето на луѓето е всушност една промена по благодат која дава живот. Така да, ако на планината Синај беше објавена осуда на гревот и казна и смрт, на крстот каде што е склучен Новиот завет се објавува оправдување, ослободување, спасение. Всушност, Новиот завет значи победа. И затоа апостол Павле во овој текст, на крајот на втората глава, вели: му благодариме на Бог кој секогаш не води во победа. Ние сме постојано дел од една триумфална поврка која води Христос, зашто тој веќе е извоевал победата за нас. И има една сигурност, на крајот на краишта Новиот завет дава една сигурност која се темели не на нашите способности, туку на Бог. И затоа Павле вели во третата глава, овој текстот со кој завршивме минатиот пат. Таа сигурност ја имаме во Бог преку Христос. Не дека сме способни да помислиме нешто како од себе, не дека ние воопшто може да си помислиме дека може да направиме нешто. Напротив, сета наша способност доаѓа од Бог. Тој не дал способност да бидеме слуги на Новиот завет. Вака е всушност сумирано она што Павле сака да го каже во втората глава, третата глава, ние ќе го разгледуваме и денес, и следниот пат, нели малку по-детално. Се тие контрасти меѓу Стариот и Новиот завет, тоест меѓу законот и благодата. И убаво звучи така кажано, способност од Бог, спасение. Меѓутоа, како и се во животот, лесно е да се каже, тешко е да се прави. Така и со новозаветниот живот.
дури и животот по благодат е една секојдневна борба. Зашто човекот во нас, грешниот, стариот човек во нас се спротивставува на се што е Божјо. Сличен проблем имало и во Коринската црква. Павле дошол, им го донел Евангелието, спасението преку благодат на крстот и си замени. И луѓето поверувале, биле спасени преку таа благодат. Меѓутоа, наскоро дошле некои други учители. Дошле христијани со еврејска позадина, кои, Павле вели, понудиле друго евангелие. Почнале да проповедаат друго евангелие. Да, тие говореле за Христос, меѓутоа наметнувале и исполнување на законот. Тоест, за спасение е потребно не само Христос и крстот, туку и образованието и останатите, нели, уредби на законот. И Павле таквите ги нарекува, во 2 глава ги нарече трговци со Божјото име. Овдека ќе видиме понатаму во 3 и понатаму во 11 глава, и вели тие проповедаат друго евангелие, друг Христос, не оној што беше распнат, туку некој друг Христос. И им нудат друг дух, не Светиот Дух кој преобразува, туку некаков друг дух. Еве, тоа е еден општ проблем. Не е само проблем на коринтијаните, тоа е еден општ проблем на човекот, проблем и наш проблем. Проблем на целото човештво. Проблем има во нас постојано една борба против вистината дека се е втемелено на Божјото дело, тоест нашата способност е втемелена на Бог, а не на нашите способности, не на нашите сили. Веќе нашата природа, грешната природа, е склона кон религиозни потфати, кон религиозен активизам. Нашата грешна природа сака да трупа такви религиозни подвизи. Тоест, бидејќи многу е полесно, многу е померливо, она што ќе го направиме со нашите дејства, да запалиме свеќе, да однесеме зејтин, да исполниме нешто од законот, зашто тоа е видливо, е мерливо, наспроти простата вера во Христос, дека Тој, Неговиот дух, ја врши промената во нас. Човечката грешна природа се чувства покомотна и позадоволена кога ние ќе направиме нешто и на крајот ќе покажеме наша праведност. Дека ние сме достојни, дека ние сме вредни, ние заслужуваме. Дека ние правиме нешто. Така, ако старозаветниот животен стил е така да речеме квантитативен, тоест се мери колку ќе направиш, колку повеќе нели ќе исполниш од законот, новозаветниот стил на живот е квалитативен, тоест колку Светиот Дух е извршил трансформацијата, колку си дозволил Бог да изврши промената во твоето срце. Се разбира, таа квалитативна промена покажува и начин на живење, покажува и квантитативни, има и квантитативни мерила. Меѓутоа, целта не е квантитетот, туку е квалитетот. Во Стариот Завет беше натрупување, трупање на религиозни пответи, ритуализам, она што го сака човечката природа, бидејќи е мерливо, ги мери нашите усилби. Благодата ги мери усилбите на Бог, безкрајните усилби на Бог. Така да во овој текст, посебно што го прочитавме, и ќе видиме понатаму, Павле ги дава тие контрасти меѓу Стариот и Новиот Завет, ги споредува, за да се види какво е, нели, какви се тие тотално различни стилови на живење, духовни животи. И првото нешто, или првиот контраст што го прави, е меѓу смртта во Стариот Завет и животот што го дава Новиот Завет. Тоест, можеме да наречеме дека ние уствари имаме овдека меѓу изборот на Стари и Нов Завет, меѓу изборот на закон и легализам и благодат, од друга страна, има избор меѓу смрт или осуда и живот. Ејки, вели Павле, тој ни дал способност да бидеме слуги на Новиот Завет. Не на буквата, туку на духот, зашто буквата убива, а духот оживотворува. Буквата води до смрт, а духот води во живот. Она што го карактеризира Стариот Завет е една буква, еден кодекс даден на камине, напишан, едни норми
запишено и за живење, а она што го карактеризира Новиот Завет е духот кој оживотворува во нас. Така да, Новиот Завет се темели, или новозаветниот живот се темели на доверба во Бог. Тој не дава, Бог ни ја дава способноста да бидеме слуги на Новиот Завет. А во Стариот Завет имаме буква или надворешна норма која треба да се исполнува. Така да, во Новиот Завет или новозаветниот живот всушност е силата на Бог која станува наша сила за живење. Духот работи внатре во нас, менувајќи ја нашата внатрешна природа. Или она што го пророкува Иеремија уште 600 години пред тоа, кога вели, ќе го вложам мојот закон внатре во нив и ќе го напишам во срцата нивни. Тоа е една слика. Она запишување на законот во срцата или запишување на заветот во срцата е една слика всушност на преобразбата која Бог ја прави во срцето на човекот. Бидејќи навистина нема напишано таму букви во срцето, туку тоа запишување на заветот е всушност значи една трансформација која постојано прави Бог во срцето на оној кој живее според тој нов завет, го прифатил Новиот Завет со Бог. Така, Бог не облекува во светост и правилност, или по молитвата, како што Викторио кажа, нашата глотија од грешноста, Бог ја покри, Христос ја покри со неговата света и чиста облека, оние карпи на гревот што стрджат од нас, тој ги отстрани, ги покри со едни океани на благодат, на светост, на чистота и на праведност. И Павле во Ефесијаните и во Колосијаните го има тоа, вели, говори да се облечеме во новиот човек, кој е создаден според Бога во вистинска праведност и светост. Бог го создава новиот човек, Бог не облекува со тој нов човек. И затоа, нели, животот во Новиот Завет е животворен. Тоа е едната страна. Од другата страна пак, ако Новиот Завет се темели на Божите способности, Бог ни дал способности да бидеме слуги на Новиот Завет, ништо не е од нас, Стариот Завет пак е доверба во сопствените усилби. Стариот Завет се темели на нашите, да кажеме, морални мускули. Да се покажеме како добри, тоест да ги исполниме тие стандарди што Бог ги бара од нас. Стариот Завет е завет на буква која убива, зашто Бог дава во Стариот Завет стандард за живење. Вели, ова е мојот стандард за живење. Ова е што треба го постигнете. Се разбира, Стариот Завет е даден, ќе видиме понатаму, цел да покаже дека не може се со собствени усилби да се постигне тој животен стил што Бог го сака од нас. Меѓутоа, дава Стариот Завет стандард, без да даде силата. Дава буква, без да даде живот или сила за живење на таа буква. Без да даде внатрешна сила за покорност. Затоа на крајот на краиштата Стариот Завет, поради неможност за исполнување, води до осуда и до смрт. И тој е голем контраст. Животворна сила на духот, наспротив на буква која осудува, покажува недоволност, покажува наша недостојност да се представиме пред Бог. Апостол Павле, кога ги пишува овие работи, посебно ова во 6 стих, тоа треба да го сватиме како една автобиографска изјава. Ние можеби и не го сваќаме толку значењето на ова што Павле го пишува овдека, бидејќи ние никогаш не сме били слуги на Стариот Завет. Да, можеби сме били легалисти, но никогаш така во тој поглед како Павле. Павле се обидувал цел живот да го прави она што Стариот Завет го бара. Тој пишува за себе дека бил безпрекорен во поглед на законот. Тој се стремел кон морално совршенство и потекло и сите останати работи. И во еден момент доаѓа Христос и му нуди новозаветен живот, му нуди благодат. Представете си, ти цел живот живееш во една, да кажеме, морална перфекција, за да го освоиш Бог, за да стекнеш достоинство пред Бог, тоа е за да
бидеш прифатен од Бог, да се покажеш како достоен за Бог, и во еден момент Бог вели не. Сето тоа е по благодат. Јас те прифаќам по благодат. Од моментот кога Павле го... И тоа бил проблем за сите евреи. Ние со векови во векови се пазевме чисти и во секој поглед го исполнувавме Мојсеевиот закон, и сега наеднаш ни се вели дека не, сето тоа е по благодат. Од моментот кога Павле го сретнал Христос на патот кон Дамаск и му се открива во благодат, до почетоците на службата на Павле поминале некои велат 12, некои велат 14 години. Павле го нема, отсуствува. На Павле му треба време да го свати Евангелието. Тој довел од сигурно некакви откровенија. Евангелието му е представувано директно од Христос, зашто тој вели од Христос на галатјаните го добив тоа Евангелие, лично од него. Евангелието за благодата. За да ја свати таа супериорност на Новиот Завет во поглед на Стариот Завет. И на крајот тој може да ја напише ова со восклик, ова вистина. Да, Новиот Завет е животворен, а буквата убива. Тоа е негово автобиографско искуство. И тој го пишува тоа на коринтијаните кои биле заведувани од јудеи и христијани, ги туркале кон законот. И Павле им вели, јас сум сведок. Јас сум сведок дека буквата освен смрт не нуди ништо повеќе. Законот само осудува. Христос, Новиот Завет со Христос е тој кој дава животворен дух во нас. Така да, Павле всушност им вели, за разлика од порано, кога јас се трудев да го направам најдоброто за Бог, сега гледам како Бог во мене го прави најдоброто за Божјото дело. Значи, тоа е првиот контраст. Живот и смрт. Продолжува понатаму и говори за слава некаква. И вели, да, во Стариот Завет имаше слава. Не дека Стариот Завет нема слава. Штом Бог е присутен, има слава. И тој дава овдека сцена, нели, за кога Бог го даваше заветот на планината Синај, кога Мојсе се качуваше на планината за да има средба со Бог, и кога се симнуваше, неговото лице светеше, бидејќи беше во Божјото присуство. Таа Божја слава се прилепуваше, се рефлектираше на лицето на Мојсе. И кога тој се симнуваше, надолу толку многу му светеше лицето, што луѓето не може да го гледа, тој може да се става превес на лицето. И Павле вели, имаше слава. Да, навистина, законот, Мојсеевиот закон, е универзален, така да кажем, морален стандард. Ја носи славата, го има ореолот на универзален морален стандард. Ние не можеме да најдеме по-чист морален стандард од оној што го даде Бог на Мојсей. И има таква слава. Исто така има слава во она етаблирање на поклонението на еврејскиот народ пред Бог. Зашто е пославно од сите останати поклоненија кои постоја до тој момент во светот. Има сето тоа слава, вели апостол Павле. Меѓутоа, таа слава е ограничена слава. Зошто е ограничена слава? Зашто таа слава има сепак горчлив вкус. Тој закон кој беше даден осудува, носи смрт, не носи живот. Има слава, меѓутоа таа слава бледнее некако. И особено по која ќе се спореди со славата на Новиот Завет. Зашто Бог запише на камени плочи упатства, кодекс, морален стандард, меѓутоа ги запиша што треба да правиме без да што можеме, што не можеме, но без да се даде силата да се покориме на тие заповеди. Всушност, славата е ограничена бидејќи каков е резултатот да е од исполнувањето на законот, на крајот се стигнува до една представа за себе која не е правилна. Ако, например, и тоа е проблемот на фарисеите од времето на Христос, и да исполниме нешто од законот, резултатот кој ќе биде? Гордост
и самоправедност. И во оној дел во кој што ќе можеме да го исполниме законот, ние ќе стигнеме до лош резултат. Ќе се возгордееме дека можеме да направиме нешто сами од себе, дека сме достојни за Бог. Ако не успееме, пак во оној дел во кој не успеваме да ги постигнеме, нели, Божите стандарди, доаѓа чувството на безвредност, самосожалување. И тоа води, нели, и во двата случаева до погрешната перцепција. Или гордост, или себевеличење, или самоосуда. Нито едното, нито другото не е добро. Затоа таа слава некако замаглува на Стариот Завет поради резултатот кој законот го носи во животот на човекот. Гордост, самоправедност или осуда и смрт. И не само тоа, туку Павле на крајот завршува во 7 стих со минливата слава на лицето на Мојсей. С други збори сака да каже, колку да беше голема славата на Стариот Завет, таа е временски, минлива, ограничена. И беше само за определен период, исто како што беше сјајот на лицето на Мојсей. Кога Мојсей ќе се симнуваше од планината, неговото лице светеше. И тој носеше превес за да не го видат луѓето. Меѓутоа со текот на времето, бидејќи таа не беше негова слава, туку одраз од Божјата слава, исчезнуваше со текот на времето, се намалуваше. Меѓутоа Мојсей продолжуваше да го носи превесот, за да не видат луѓето дека веќе лицето не му свети. А понатаму ќе видиме во текстот следниот пат зошто Мојсей го правеше тоа. Кај него постоеше една чувство на намалување на славата, бледнење на славата, создаваше во него страв дека нема да биде сега така воздиган некако. Тој сакаш да остави впечат дека постојано му свети така лицето пред евреите. И ова апостол Павле го користи овдека за да им каже дека славата на Стариот Завет и целиот Стар Завет или целиот закон во суштина имаше една споредна епизодна улога во Божиот план за спасение. Тоа главната улога е Христос. Тој е главниот актер и благодатта. Стариот Завет и во Галатјаните, например, 3 глава, 24 стих, Стариот Завет е наречен педагогос. Тоест, има улогата да ги фати за рака евреите и да ги донесе до крстот, до Христос. Тоест, Стариот Завет имаше за цел да им покаже на луѓето дека тие не можат да се спасат со своите сили. Не може да се спасат исполнувајќи го законот. Дека им е потребен Христос и неговата благодат. Затоа славата, вели апостол Павле, е минлива, е ограничена, е краткотрајна. И во тој, и така, почнувајќи, нели, со Стариот Завет, нели, каже, ако дури смртоносното служење беше славно, тогаш колку ли поголема, колку посебно ќе биде служењето на Духот. Ако служењето кој носеше смрт, сепак имаше слава, колку пак пославно е она служење на Духот кој носи живот. Ако законот кој судува на смрт има слава, колку е пославно на служење кое носи живот. Зошто во Стариот Завет, например, имаме служење на буквата. Една буква која ја читаш и која знаеш дека значи смрт, осуда. Во Новиот Завет имаш служба на Светиот Дух кој дава живот. Господ Исус Христос за својата служба преку Светиот Дух, нели, вели, кој верува во мене, од неговата утрова, како што речено во писмото, ќе потечат реки од жива вода. А ова го рече за Духот, кого што ги го примат оние кои веруваат во него. Малку подоцна, во истата ова 3 глава, 70 стих, тоа е 6 стиха подоцна, ќе напише, каде што е Духот Господов, таму има слобода. За разлика од Стариот Завет кој носи вина, кој носи осуда, безвредност, Новиот Завет носи слобода. Слобода во Христос. Тоа значи слобода од власта
и од осудата на гревот, слобода да служиш, слобода да ги користиш дарбите, слобода да бидеш во Божјото присуство, а тоа ти дава слобода од сите останати ограничувани борби кои ги имаме внатре, во грешниот човек, кои не влечат надолу, дури и во односите со луѓето. Ај ќе го видиме тоа малку појасно со правдата и споредата меѓу правдата и осудувањето. И овде вели, ако служењето што донесува осудување било славно, тогаш колку повеќе изобилува со слава служењето за праведноста. Во едниот случај имаме осуда, во другиот случај имаме праведност, тоест овде ке идејата за оправдување од осудата. Буквата вели осуден си зашто не можеш да го исполниш Божиот стандард. Духот вели спасен си, оправдан си преку Христос. Едното е осуда, другото е не толку правда, туку оправдување е идејата. Тоа се Стариот Завет постојано носи, или законот, легализмот, буквата, постојано носи сомнеш, несигурност. Успеав ли да достигнам доволно? Ако имаме квантитет како цел, ако имаме како цел исполнување на правила, ние секогаш ќе живееме со една несигурност дали сме потврлиле, дали доволно исполнивме, дали доволно направивме, дали дадовме доволно за да добиеме нешто, дали плативме соодветно за да добиеме соодветно. Тоест, имаме еден постојан страф, нели, да не потврлиме, и тоа не заробува во една стапица на дури и на надпревар, на перфекционизам. Зошто ако ние правиме нешто и видиме некој друг кој прави повеќе, ќе сакаме и ние да направиме, зашто ќе се осетиме, ќе се почувствуваме недоволни, несоодветни, неадекватни. Бидејќи секогаш ќе има некој кој ќе направи повеќе од нас. Тоа создава еден надпревар, страф. Дали доволно јас правам како другиот? Новиот Завет, вели, носи праведност. И затоа е пославен. И кога говориме за праведност, во библиска смисла на зборот, праведноста значи прифатливост од Бог. Бог не прифаќа зашто сме праведни. Бог не прифаќа зашто тој не објавил за праведни. И тоа вклучува во себе вредност. Тоест, ако во Стариот Завет имаме исполнување на правила за да се стигне до праведност, во Новиот Завет имаме оправдување и живот кој е резултат на оправдувањето. Ние не правиме нешто за да достигнеме нешто, туку правиме нешто зашто веќе е достигнато тоа во нас. Не извршуваме дела на правда за да бидеме праведни, но ги извршуваме делата на правдата зашто Светиот Дух во нас не оправдува. Светиот Дух не преобразува. Поидобната точка е сосема поинаква. И во проповета на планината, ако читате, Господ Исус Христос постојано ги прави тие споредби. Пишано е во законот, но јас ви велам. Во законот вели не убивај. Но јас ви кажам во вашето срце, каде што се врши преобразбата, треба да никне поинаков начин на живење. Се разбира, и ние покажуваме дела на праведност. Меѓутоа тие дела на праведност се повеќе манифестација, резултат на она што се случува во нас. Не за да се случи нешто во нас, туку бидејќи се случува нешто во нас. И таа големата разлика. И тоа носи ослободување. Големо ослободување. Не си под притисок да правиш нешто за да заслужиш, туку правиш нешто зашто веќе за тебе е освоено, зашто веќе победата ти е дадена. Немаме веќе мотиви да се надпреваруваме со другите. Зошто да се надпреварувам со другиот, дека сум подостоен, кога Бог сите не прифатил на една иста основа, на неговата благодат. Не зашто заслужуваме или сме вредни, зашто тој решил да не прифати.
Кога веќе сме прифатени, оправдани, вредни во неговите очи, тоа се губи смисла да се надпреваруваме. И затоа во Новиот Завет ке најдете само едно место збор надпреварувајте се. И тоа вели во љубовта. Надпреварувајте се од тоа кој кого ќе сака повеќе, ќе го сака повеќе другиот. Никаков друг надпревар. Никаков друг. Зошто? Зашто е безсмислен. Ние не се надпреваруваме како фарисеите кој повеќе пост или кој повеќе молитви ќе каже за да се го освои Божјото внимание. Ние веќе сме освоени од Бог. Знаејќи дека се доаѓа од Бог и ништо од Него, ние можеме и да станеме слуги на другите. Полесно, слободни сме. Јас, зашто знам дека тоа нема да ме направи помалку вреден. Зашто издигајќи го другиот, нема да ме направи помал. Зашто Бог ме прифатил вреден. Тој ме оправдал. Тој го направил сето тоа во мојот живот. И тоа е слободата, тоа е праведно. Затоа славата на Новиот Завет, вели Павле, е далеко посупериорна од славата на Стариот, каде што имаме осуда. Има постојано чувство на неадекватност. И постојано ти требат некакви патерици надворешни, постојано ти треба подкрепа, постојано ти треба нова мотивација, фалба од другиот. Зашто неможно се да го исполниш Божиот стандард, ја држи во тебе, го држи тоа чувство на недоволност, неадекватност, безвредност. Оправдувањето од Бог ја дава вредноста во нас. И на крајот, зошто е пославен Новиот Завет од Стариот? Зашто ако Стариот Завет има епизодна улога, Новиот Завет е траен, вечен. И навистина не ни беше прославено во таа мера она што беше прославено, ако се спореди со преголемата слава, зашто ако е славно она што е минливо, тогаш многу пославно ќе биде она што е трајно. И дури овдека акцентот апостол Павле го става на зборовите. Не ни беше прославено во таа мера, ако се спореди. Ако го нема Новиот Завет, Стариот Завет е славен. Меѓутоа, ако го споредиме со Новиот Завет, Павле вели, па дури и не е ни толку славен во таа мера. Се губи сјајот. Зошто? Зашто таа неговата улога, нели, велиме, исчезнува. Бил славен, но веќе го нема. Не можеме да го видиме. Не постои. Крај ја изврши улогата. Тоа што требаше да го направи Стариот. Покажа дека ние не можеме да се спасиме со своји усилби. Докажа дека законот не спасува, туку само дека буквата само осудува. На истиот начин, и тоа дава пак, нели, споредбата со лицето на Мојсей. Мојсей ке се качеше, правеше усилби да се качи догоре, на планината Синај, да има средбата со Бог. Но колку траеше сето тоа? Извесно време, потоа бледнееше славата. На истиот начин се и делата што ние ги правиме, за да се спасиме. Ке правиме дела, ке трупаме религиозен капитал, така да легалистички, ритуализам или било што да е, но колку време тоа трае? Бледне е. Исчезнува со текот на времето. Минливо е. Денес може да направиме големи духовни потфати, после 3 дена веќе се забораваат. И затоа, нели, во таа зависност од нашите морални мускули, чишто резултат е минлива слава, ние постојано ќе чувствуваме потреба да бидеме мотивирани, нели, со фалби, така, но сето тоа бледне е. И Мојсей беше се восхитуваа на Мојсей кога гледаа славата на неговото лице. Меѓутоа кога ќе избледнеше славата, ќе почне пак да викат: ти кој беше, шо да донесе овдека, и така натаму. Тоа е минливоста на делата на законот. Самиот закон е минлив, славата на законот е минлив, и славата на делата што се прават по закон, славата на легализмот е минлива слава. Денес се има, утре си оди. И Павле пак, и тука можеме да ја видиме таа негова автобиографска нота. Тој тоа многу добро го знае. Тој целиот живот, додека не поверувал, го правил тоа, се обидувал да ја држи таа слава на законот во неговиот живот, да го држи тоа достоинство постојано или вредност во Божите очи. Меѓутоа,
и тој имал доста капитал во тој поглед. И еврејска позадина, и фарисејска служба, и ревност во почитувањето на традицијата, и морален во поглед на законот и сите тие работи. Но во еден момент тој вели, умрев за законот. Преку законот умрев за законот. Зошто? Зашто видов многу поголема слава. Неспоредливо поголема слава. Да. Умрев за да живеам за Бога, се раснав заедно со Христос. И јас веќе не живеам, туку Христос живее во мене. И тоа што го живеам со верата на Синот Божи, кој ме возлюби и се предаде за мене. Тоа, оно што Павле сака да го каже. Се откажав од тие мои усилби, од тој постојан притисок да се докажувам како достојан за Бог. Зошто умрев за законот, умрев за тие заповеди на закон. Зошто? Зашто Христос сакам да живе во мене. Зашто само тој може постојано да ја одржува славата во мене. Тој може да ме овенча со слава. Тој може да ми даде трајна слава. И дури јас веќе не живеам, туку тој живе. Тој постојано, неговата вечна слава, постојано да се покажува во мене. Не ми требат, вели Павле, надворешни некои подпирач. Не ми треба патерица која ќе охрани мојот ентузијазам и енергија, зашто Христос веќе живее во мене. Се разбира, не значи тоа и гледаме во посланието, не значи дека не доаѓаат обесхрабрување и така натаму. Меѓутоа, во сите тие ситуации се покажува дека Бог е поголем од се што доаѓа во нашиот живот. Има еден случај во кој се гледа таа Мојсеева неадекватност, така да кажеме. Бог го најде на 80 години старост во Мидијамската земја и му рече сега излезе од овдека и врати се во Египет. Па Египет беше местото каде што Мојсей доживеа така општествен пораз, социјален пораз. Таму беше моментот кога тој доживеа капитулира пред се она што предсоваш. И сега на 80 години како овчар тој треба да се врати во фараонскиот дворец. И да му каже на фараонот, пушти го, мојот народ. Тоа беше заповедта на Бог. И што му каже Мојсей на Бог? О, Господи, те молам, не сум доброречив човек, ни порано сум бил, ниту вчера, ни завчера, па ни сега откако преговорив, јас тешко зборувам и тепкам, тоа дъткам. Не можам јас, кај ме најде мене? И одговорот што му го даде Бог на Мојсе не беше воопшто така симпатичен, емпатичен, терапевски, дури пишува се разгневи Бог и му рече: кој му дал уста на човекот? Кој го прави нем или глув? Кој прави да гледа или да е слеп? Зар не сум јас тоа Господ? Па сега оди и јас ќе те отворам устата и ќе те научам јас што да зборуваш. Два пати во текстот Бог вели јас. Јас ќе говорам преку тебе и јас ќе ти ги давам зборовите што треба да ги кажеш. Ова многу наликува на она што Еремија го каже за Новиот Завет. Два пати таму пак Бог вели: јас ќе го вложам мојот закон внатре во нив, јас ќе го напишам во срцата нивни. Истото она што Павле вели. Тој ни дава способност да бидеме слуги на Новиот Завет. И тоа е целата поента на Новиот Завет, всушност. Што и да бара во Новиот Завет, што и да бара Бог од нас, тој ќе го направи. Бог ни дава завет, Бог ни дава благодат, Бог ни поставува пак стандарди на живење, но се оно што во Новиот Завет Бог го бара од нас, тој ветува дека ќе го прави. Тоа е, нели, идејата. Се разбира, и тоа ќе говорим, нели, понатаму, не исклучува да дадеме ние се од себе. Но ние, колку и да дадеме од себе, ако Бог тоа не го направи преку животворниот дух, пак ништо не правиме. Затоа Павле вели: дури во моите најдобри усилби, во моите најголеми напори, јас се на крај памет не си помислам дека јас сум направил нешто. Се што направил е Бог. Не јас, туку Божјата благодат која работи во мене.
И тоа е супериорноста на Новиот Завет. Реки од жива вода ќе потечат од нас. Тоест, животворниот дух е еден непресушен извор на духовно освежување, на вредност, на виталност, кој дава на крајот на краишта на вистинска задоволеност наспроти она постојан товар на вина и осуда кој го носи легализмот или законот. И тоа е. Понатаму ќе видиме и останати работи се многу важни и кои го представуваат суштината на новозаветниот живот. Овој текст до 7 глава, нели пак ќе видиме една вметната овдека во ова послание. И апостол Павле е можеби најважниот, најзначајниот новозаветен текст кој ни ги дава инструкциите за вистинското служење на Бог. Што значи на вистина да бидеме Божи служители. И Господ да ни помага, Неговиот дух да ги прави живи во нас овие вистини, за да бидеме на вистина слугите на Новиот Завет преку Неговата способност.